Затоа ја завладеа во новопечениот кочански второлигаш Осорово, откако ждрепката сакаше тој да се надпреварува во второто по квалитет фудбалско надпреварување во државата. Раководството исправено пред реално голем проблем, правенствено од финансиска природа, како да не знае од каде да почне, дали, од каде и со кои пари да се ангажираат евентуални зацелувања со второлигашки квалитети, како да се исполнат строгите организацијски услови на ФФМ за организирање на второлигашки надпревари, како да се одржува стадионот во сите негови сегменти, за што се потребни средства и работна рака, а подготовките за новата фудбалска сезона само што не започнале. Столбот на поддршката на ГФК Осорово останува општината, која има ограничен буџет за финансирање на клубот. Досегашните средства ни приближно не се доволни за скапата и долга второлигашка конкуренција. Одговорните искажуваат подготвеност да помагаат на сите можни начини, ама суштинскиот парите се најголемиот проблем. Затоа само по себе се наметнува и прашањето: колку бизнис секторот во Кочани може да издвои средства за заокружување на купниот износ потребен за одигрување на првенството? Колку може да придонесат и сеимените по примерот на комитите на Скопски Вардар со продажба на блок влезници и други активности? Во целата ситуација на неизвестно се наметнуваат и прашањата: колку соодветно на потребите е екипирана раководната структура на клубот, тренерскиот кадар, росторот на фудбалери? Потоа, дали и какви анализи се направени околу тоа со што се располага, што недостасува или е потребно, и уште многу видливи и невидливи проблеми кои се оставени на актуелната управа на клубот.